Молк од владата, министерствата и општина Липково за огромниот споменик на УЧК кој се гради во селото Слупчајне. Во владата немаше кој да одговори на прашањата на Алфа. Во Министерството за локална самоуправа велат надлежни биле Министерството за транспорт и врски, додека тие надлежноста ја префрлија врз општината и Министерството за култура. Во култура најпрвим беа изненадени за објект кој се градеше цела една година, а потоа ни одговорија дека не учествуваат во изградбата или финансирањето на тоа споменобележи. Градоначалникот Еркан Арифи го исклучи телефонот откако ни посочи да го бараме после пладневната молитва, а во неговата општина контакт бројот за јавноста веројатно е само формалност. Дали има градежна дозвола и кој ја издал? Како и од каде општина Липково најде 200.000 евра за да ја финансира кулата висока над 20 метри, институциите за сега немаат одговор. Еркан Арифи претходно го најави свеченото отворање на така наречената спомен кула на Facebook. За тоа што мачениците го дадоа за нашата слобода, ние ја поставивме спомен кулата за да го одбележиме нивното херојско дело за цел живот. Изградбата на споменикот беше најавена уште минатата година, додека пак свеченото отворање е закажано за 2 мај, денот кога партијата на Али Ахмети Дуи го прославува како Ден на бранителите. Овој споменик е во спомен на паднатите борци, на она, на мајките, жените и на сестрите од овој реон. За споменикот, кој истовремено се наоѓа и во непосредна близина со македонско-српската граница, ревносно пренесуваат и српските медиуми, за кој ваквиот чин представува срам и голем скандал. Председателот на собранието Талат Џафери, запрашан дали ќе присуствува на отварањето на споменикот, вели дека за 2 мај се паѓа Бајрам, а процедурите за празникот е да се дома и верува оти ова ќе е последниот споменик на УЧК во Македонија, иако за тоа вели не можел да гарантира.